Судски скандал мајстори наместо да ја штитат судската независност. Само одговорни членови на судскиот совет веднаш ќе се поднесат оставка, децидна е претседателката Силјановска-Давкова. Според неа, актуелните членови за кои е поднесена интерпелација не ги исполнуваат условите кои се предвидени во актуелните закони. Наместо истакнати правници со 15 годишно работно искуство, за нив се користат придавките партизираност и политизираност. Одговорни членови на судски совет веднаш би поднеле оставка по скандалите што се случуваа, а тие тамо се избарени не за да бидат судски скандал мајстори, туку да оневозможуваат било какво скандализирање на независната судска власт. Еве уште очекувам да соберат, да бидат доблесни и да го сторат тоа. Силјановска-Давкова е убедена дека недовербата на членовите во судскиот совет ќе биде изгласана во собранието по поднесената интерпелација. Премиерот Мицкоски пак очекува критичка дебата пред претениците да гласаат како што сметаат дека треба. Мислам дека има многу основа за една критичка дискусија и дебата, а секој од парламентарците треба да се одлучува според своја волја и онака како мисли дека треба да одлучи, а кое ќе биде најдобро за иднината на државата и на граѓаните. Тоа е суштината. Од 5 членови, само Милјази Мустафа не гледа причина да се поднесе оставка доколку собранието му изгласа недоверба. Алфа уште вчера ги контактираше и поранешните претседателки Павлина Црвенковска и Весна Дамева, екс-подпредседателот Селима Деми и Тања Чачарова-Илиевска, но останаа воздржани за коментар. Дали ќе се заминат од невисокото судско тело не бил информиран ниту претседателот Александар Камбовски, кој во отвореното студио во Фокус на Алфа рече дека самите членови треба да се донесат одлука. Во периодов што следи, еден член во јули и уште 2 члена во декември им истекува мандатот. Што значи ќе останат уште 2 членови, да речем, од тоа време. Значи нема да се поднесат оставка, ќе чекаме крај на мандатот? Не знам да ви кажам, сепак тоа е нивна одлука, треба тие да си кажат, да се произнесат. ВМРО ДПМН и претениците од парламентарното мнозинство во петокот ја поднесоа иницијативата за разрешување на 5 члена од Советот кои се избрани во собранието.